Мак Петрол е клуб кој собира млади, па оние средни категории, па оние сениорите, врвните спортисти. И ако сакаш сега нешто повеќе, еве да се вратиме на твојот клуб, би рекол, бидејќи ти си таму и алфа и омега во Мак Петрол, каква е ситуацијата, какви се амбициите и твоето семејство. Спомна пред малку, многу зависи од семејството, каков ќе биде развојот на каратистот, дали ќе биде прифатен или не, дали ќе има едноставно мир во семејството за да може да се посвети на ова. Кај тебе ми се чини дека сето тоа е синхронизирано. Па јас сега некако имам и многу поголема одговорност, нели, некако и своите собствени деца ги вовлеков во оваа работа. Не е нималку лесна работа, малце покасно ќе збориме за тоа, меѓутоа сега премин за клубот да од 97 година откако е формиран клубот започна со млади возрастни категории првите години бидејќи немавме сениори. Започнавме со наша база. Успеавме да направиме и машки тим и женски тим, значи и до ден денеска препознатлив е карате клубот Мак Петрол, што до ден денес, еве 20 години, секогаш имал машка екипа и женска екипа. Колку членови има вкупно? Мислам, не само надпреварувачи, туку сите. Па има некаде околу 60-70 членови, таа бројка е менлива. Менлива е зависно колку се запишуваат оние малечките, нели, дечиња што сега родителите ги носат во салите за да тренираат. И зависно од нивниот прилив, зависи и бројката, меѓутоа овој надпреварувачкиот дел од кадети до сениори, тоа е оној делот кај што вие и делот кој што вие можете да очекувате да правите врвни спортисти. Тоа е јадрото. Ама мојата определба како тренер е за стварање на врвни спортисти. Јас не се определив да работам повеќе рекреативно, значи затоа и направив групи во клубот, поставив помошници тренери каде што тие работат со помалите возрастни категории, она што е квалитет ние ќе го истестираме, ќе го селектираме и односно ќе го приклучиме вамо во групата која што јас ја водам и ја предводам. И тоа до сега еве носи успешни резултати 20 години, значи имаме со клубот огромни успеси почнувајќи од државните првенства, преку балканските, медитеранските, нели европски и светски, клуб со огромна статистичка бројка на освоени медали. Јас само ќе кажам дека ние сме клуб кој што има 4 медали од светски официјални првенства и дополнително 6 медали од светски универзитетски првенства кои што се рамо до рамо со овие светски првенства. Значи тука секако треба се споменат Жарко Арсовски, Сашко Патраклиев, Горан Митровски, Наташа Илиевска која нели освои медал во Пекинг 2010 година на светските игри на боречки спортови, или тоа беа олимписки игри на боречки спортови, Симона Заборска, светска универзитетска шампионка, Наташа Стефановска, светска универзитетска шампионка. И тоа што највише некако оваа година ме израдува што ние и екипно успеавме, сите девојки беа од карате клуб Мак Петрол, значи Наташа Стефановска, Симона Заборска, Моника Стефановска и Сара Радичевска. Забележавме 4 победи на тоа светско универзитетско првенство кое што беше во Брага, Португалија, и за прв пат во македонската историја станавме трети во свет. Значи трети станавме во свет со женската екипа. Да. Претходно на Европската универзијада оваа година во Загреб станавме исто трети во Европа. Екипно зборувам, Симона Заборска беше исто така и вице шампионка на Европа и оваа година. Така да ова е една исклучително добра генерација што во моментов ја имаме кај девојките и јас ќе продолжам да ја негувам и понатака. Во делот на оној кадетско јуниорски дел исто така имаме голем број на освојувачи на медали. Значи јас зборувам за освојувачи на медали од карате клубот Мак Петрол. Имаш некоја евиденција ти како Бошко Заборски надпреварувач и твоите надпреварувачи подоста вкупно колку медали, рече, не може да се избројат, ама пак некоја бројка. Сега ќе кажем, значи ние имаме околу, ја ќе кажем овие, значи имаме околу 10 светски медали, имаме едно 25, мислам, од европски првенства и европски универзитетски првенства. Тука се сениорски и младински ги рачунам. Да, сениорски и младински ги рачунам заедно. Значи тука се Моника Пендарска која има 3 европски медали, Петар Заборски беше европски вице шампион, Симона Заборска, Наташа Стефановска беше европска медалистка, Наташа Илиевска, Жарко нели Арсовски за карате клуб Мак Петрол исто која надпреваруваше. Значи клуб на асови.
Па сите тие стана, еве некои да не заборавам, Горан Митревски исто така. Значи, сите тие се европски и светски медалисти кои што успеале напред. Меѓутоа, клубот има импозантна бројка таму, мислам, околу 145 ние имаме освоени балкански медали. Сега да појаснам вака, балканска медаља е кога на едно балканско првенство имате од 10 до 12 држави на Балканот, меѓутоа тие си едни од најаките држави. Меѓутоа па и во секоја тежеска категорија, секоја балканска држава има право да пријави по 4 надпреварувачи. И тоа некогаш доаѓа како посилно надпреварување од европско првенство, бидејќи е масовно и е многу квалитетно. И сега ние имаме... Тоа е интересно и привлечно за надпреварувачите, тука може да дојде до израз нивниот квалитет и сила. И квалитет и сила, и реалност. Еднакаде тој моментот се наоѓа и отразнување, бидејќи секогаш балканското првенство е пред европското првенство. И нас што ни се случува, надпреварувачи кои ќе освојат балканска медаља, редовно земаат и европска медаља, значи некако ги потврдуваат своите вредности. И сега ние како клуб, сега би сакал овој дел да го истакнам, околу 145 такви медали имаме. А замислете, порано, кога бевме ние Македонија во составот на Југославија како република и кога некој наш спортист ќе донесеше медаља од државно првенство југославенско, тоа беше светско првенство да се направило овај. А сега ние имаме такви од балкански првенства колку медали имаме, 8 медали или 10 од медитерански надпревари. Меѓутоа само до сега само 2 пати сме учествувале на овие медитерански надпревари. Од интернационални турнирите оние од оваа светската лига која што е премиер, светска лига или златна лига, сме клуб кој што е, мислам, имаме околу 40 медали или може и повеќе. Единствен клуб кој што и во машка и во женска конкуренција учествува и освојувал медали од сите овие гран при турнири. Значи од Париз имаме прваци, имаме од Ротердам, имаме од Истанбул, имаме од Милано, имаме сребрени медали, имаме бронзени медали, значи 40 и неколку такви медали се тие. А сега, каква е тежината на тие медали, само би сакал да објаснам, Светската карате федерација донесе сега правилник, нели сега сме олимписки спорт. И вика, вие ако учествувате на овие светски премиер лиги и ваш надпреварувач, ако успее да земе, да речеме прво место во премиер лига, ќе добиете коефициент 5 пута 100 бода. Значи, вие ќе имате 500 бода. Меѓутоа, ако учествувате на европско првенство и вашиот прварувач стане европски првак, ќе добие коефициент 6 пута 100, ќе има 600 бода. Значи, гледате колку е мала разликата. Да, меѓу ти ќе добиеш 500 бода на учество Лига на светска и европски првак ќе бидеш. Такви медали имаме 40 и неколку. И оние сега интернационални од учества на Кроација, Опен, златен појас на Чачак, од Истанбул, да речеме, такви имаме 600-700 медали, тие како Б класа ја ги ставам медали, тоа се многу вредни медали, да речеме една година паметам јас во Чачак се собра комплетна бивша или екс Југославија, од тешката категорија тогаш беше околу 48 надпреварувачи и ние имавме таму првак у таа категорија. Значи ни малку нелесни не се ни тие медали. И така сега еве тоа е клуб кој што, затоа ви кажам, по бројот на медалите вака посликовито да биде, како израсна од еден клуб почетен во еден носител на македонското карате, кој што остави печат во комплетната историја. Остави печат во комплетната историја бидејќи многу наши надпреварувачи, ние сме освојувачи на до сега може 10 Оскари на популарноста која што ги дава Агенцијата за млади спорт. Многу од нашите спортисти стана спортисти од светска категорија и од меѓународна категорија и се носители и на стипендии и на таа титула. Така да јас сум како тренер многу горд што се определив да работам со врвни спортисти и успеав да направам. Да, и си успел да направиш квалитетни каратисти. Сега, за да се добие комплетна слика за тоа каква личност си, целосно посветена на каратето, морам да кажам една работа што гледачите не ја знаат повеќе новинарите и тие блиските соработници до тебе. Ти си еден од ретките тренери што постојано не бомбардираш со информации за каратето. Кога да го отворам интернетот таму и мејлот, Бошко Заборски учество на тоа првенство, освоени тие медали, слики,
Да ти кажам право, многу ни ја улеснуваш работата. Не мора да те бараме, да те бркаме телефони, свете наше, не свете наше, туку знаеме, во Истанбул си информацијата стига. Имаме прв, втор, трет, тамо насликани сите на пиедесталот со медалите. Тоа зборува дека целосно си посветен на тој спорт и едноставно се радуваш, среќен си кога твоите спортисти, и не само твоите, оние другите каратисти од Македонија што се во тој состав што настапува некаде, ги бележиш и нивните резултати, што е нормално. И тоа е информација која за нас новинарите е, да ти кажам право, супер. Камо среќа, сите така да се однесуваат. Што те потикнува на тоа? Па што ме потикна, видете, каратето некако беше ставено како на маргините, поготово во вашата новинарската фела, така да ние и кога ќе освоевме европски медал, некако ќе се напишеше едно текстче од 5-6 реда и не му се даваше многу значај. Ја дори многу пати во разговор со спортските новинари ги прашував зашто они така се однесуваат. Меѓутоа, најверојатно за тоа што тренерите пред мене не знаеле тоа маркетиншки да го направат и да го пласираат како информација, да ја дадат на новинарите на времената информација, да и тие створат мислење. Ја, например, што правам на тој начин? Јас имам годишно во мојот клубски календар 30 активности. Значи, ние 2 месеци во текот на лето. Сега ги работевме. Тие да речеме 1 месец не работиме, 11 месец работиме, 30 активности. Тоа се значи по 3 активности месечно, каде што ја ви пракам информации. Па вие како новери сакале некеле, морате нешто да објавите и за каратето ќе се пишува. И сега полека ние се наметнавме и кај вас новинарите. Нека си, значи, јас сум имал новинари кои што како вас, кои што од самиот старт исклучително голема поддршка сме имале дебати, емисии. Меѓутоа, еве мене сега ме радува што почнува ке сите новинари да пишуваат многу за каратето. Се уште не е. И ги чекаат твоите информации. Па да, меѓутоа се уште не е на задоволителното ниво. Се уште тие ќе напишат, да речеме, и тоа треба да се пише, се да не ме сватите погрешно. 200 е нашата тенисерка на 200-то место или 209-то место во... ние имаме европски шампиони, имаме светски шампиони, не пишуваме толку за нив. Или за фудбал 140, 150, а нашите новинари обожаваат, или па некои вестници дневни, да пишуваат за македонските случувања во нашите македонски клубови. А многу малце простор се дава на интернационалните наши врвни спортски постигнувања. На наши спортисти на меѓународна сцена. Ние таму ја представуваме државата, ние сме амбасадори. Значи таму сите очи се вперени во нас и сега ние мораме да имаме медиумска поддршка од нашата држава, афирмативно да ги издигнеме овие деца, да ги поставиме таму каде што треба да се стават. Добро, има, се радуваме на тие постигнувања и плюс друго, реков, ние олеснуваш работата затоа што еве се сеќавам на последните извештаи, ти комплетно ни даваш една слика за настапите на нашите. Прво коло победа со ова, второ коло налета на тој противник, трето коло борба за медал, како изгледала борбата. И сето тоа сега треба да се искористи од новинарите и да се пренесе на хартија или во етер, да се пушти и така за да се регистрираат тие резултати. Јас имам една страшна статистика, мислам клубска, имам и статистички програм кој што го водам. Меѓутоа секој првенство ми е обработено статистички, така да и во поглед и на надпреварувачите што се од цел свет, јас точно ги знам кои надпреварувачи, значи јас ги знам и лично, колку можат. Значи, ние порано не сме знаеле, нас ке ни падне надпреварувач од Франција или од Германија, воопшто не го познаваме што се негови добри страни, што се лоши страни, како тој се движи, каква фреквентност на напади има. Сега више таа работа, имаме нели наша клубска архија, има видео податоци, све следиме, значи не можете вие да станете врвен тренер и да имате врвни успеси, ако не ги знаете барем најдобрите 10 конкуренти на вашиот спортист, кој точно ќе се сретне на следното европско или светско првенство. За да можеш тактика, стратегија на борба и така. Тактички да пристапите и да му улесните на надпреварувачот со еден совет, вие многу ќе направите. Мене многу ми е жал, еве сега ќе кажам што јас, например, оваа година, мојата ќерка Симона Заборска нели беше во Линц оваа година светско првенство. Значи стигна до четврто коло. Четврто коло е четвртфинале, каде што ако победеше ќе се бореше во полуфинале за влез во финале.
Со француска надпреварачка која што добро ја познава. Таја го изгуби надпреварот на судиско изјаснување. Значи судиското изјаснување што значи? Значи дека во еден даден момент таа треба да добие квалитетен совет од тренерот или да се разбуди, дека треба да биде поактивна, резултатот бил 0-0. Јас не отидов за Линц, меѓутоа тоа е еден врвен светски успех кој што ќе останеше во македонската карате историја, не се направи, затоа што судиите во тоа четврто коло со надпреварачка од Малезија подигна за надпреварачката од Малезија, таа Симона загуби на изјаснување, не ја доби шансата да се бори за во финале на светско првенство. Затоа кажам, значи треба и малци и карате федерацијата и Олимпискиот комитет, кој што мислам дека има таа пракса, секогаш да дозволува посебно тренерите во поединечните боречки спортови тие да се ги водат своите првенства или па да бидат во нивна близина, да не ги отстрануваат или оддалечуваат за тоа што да речеме некоја политика во моментот во дадената федерација не соодветствува на тој тренер, меѓутоа ако тој тренер покажува дека во континуитет има квалитетни репрезентативци, тој секако дека мора да биде во нивна близина за да не ни се случуваат вакви ситуации. Да. Да речеме, јас ќе кажам уште еден момент, Наташа Стефановска, исто надпреварувачка од Мак Петрол на последното светско првенство. Прво коло слободно, второ коло победува со Романија, трето коло води 3-0 со надпреварувачка од Еквадор. Во еден даден момент, значи, се случува да на Наташа Стефановска, после судиско, тоа е стоп, надпреварувачката од Еквадор дала ножен удар со нога и резултатот се изедначува. Меѓутоа сите виделе дека тоа било после стоп. Не се дал таму навремен протест, не се реагирало соодветно, каде што ние, ако се дадеше протестот, Наташа Стефановска исто ќе отидеше во четврто коло. Можеби и таа ќе ни освоеше медал. Овие пропусти не смеат да се случуваат. Значи, јас како тренер многу болно ги доживувам, затоа што многу влажуваат тие деца, тоа се тешки тренажни периодизации од 2 или од 4 години, каде што тие мене ме трпат, ја ги трпам нив, тоа е многу тешко. Секој ден ти некого да тераш по 2 пати на ден тренира и на крај ради една ваква безмислица, јас ќе ја наречам, се случи да таа не ги продолжи или надпреварите. Зашто протестот не е даден навремено? Кој го направил тоа, зашто го направил, не е ни малку важно. Значи тоа не треба да се повтори, меѓутоа и јас ако сум бил таму тренер, да не се навлегува, меѓутоа еве ни се случува, значи на врвни надпревари, на врвни спортистки. Нас да не ни се случуваат вакви, треба значи да се води сметка што правиме ние со врвните тренери, врвните клубови, врвните спортисти, затоа што тие не се многу бројни. Ако ние не се грижиме квалитетно за нив и ако ги изгубиме, тешко ни е дека за кратко време ќе направиме негов наследник со исти перформанси кои што ги имал тој. Тоа ќе биде една многу тешка и макотрпна работа. Со тебе нема крај во разговорите за каратето. Навлезен си длабоко во овој спорт, па сега и од научен аспект малку. Еве овде ќе прочитам, подготвуваш докторска дисертација, темата следење на тренажниот процес со мониторинг на срцева фреквенција и крвни лактати при користење на интервална метода на работа кај каратистите. Накусо опиши ни што е ова и што значи ова за тренерите кога ќе земат овој труд во своји раце. Накратко тоа би значило следно. Откако стана сега каратето нели масовен спорт и олимписки спорт, ние како тренери све што е квалитетно и од другите спортови мораме да го сублимираме, да го научиме и да го примениме кај нашите спортисти за да тие станат што подобри во сите своји способности. Накратко, темата е од спортско-медицински дел, каде што јас како проценител сум ја земал срцевата фреквенција и лактатите, тие се како главни проценители. Накратко само ќе ви кажам, колку ви е вас подготвен надпреварувач во тој временски период или во таа тренажна периодизација и како методата тренерска која што вие ја работите, оваа интервална метода е најзастапена кај нас во нашиот спорт, бидејќи така ни се и борбите. Дали оваа интервална метода вложува добри резултати, колку треба да се применува, колку да биде фреквентна, дали одморите кои што ние ги даваме помеѓу интервалите се доволно големи или кратки, ќе каже сега дисертацијата, или треба да ги зголемиме за да во следната серија побарувањата од тренерот бидат насочени кон што поголемо фреквентно интензитет и обем на работа на
на спортистот со кој што работите. Значи тоа ќе биде едно водење, пратење, мониторинг, следење на постојаната форма на спортистот, дури и тренажна, значи поединечна. Значи одредени макроциклуси, мезоциклуси, па и макроциклуси, штелување на неговата периодизација, да не се доведеме во ситуација како што има, значи, некои тренери, секој тренинг бараат повеќе, значи го заморуваат спортистот, не му даваат доволно време да се тој опорави, затоа што во спортот многу битен е опоравокот. Вие ако не го опоравите добро спортистот, не постигнуваш ништо со следниот тренинг како го оптовариш повторно. Дури е многу полошо од вие да имате претрениран спортист од недоволно истрениран. Оваа метода, начин на работа, следење со овие крвни лактати и срцева фреквенција, кои што сега технолошки, нели, па и со полар технологијата е возможно секој тренер скоро да го има во својот клуб. Полесно ќе ги пратат своите и мониторираат своите во таа една комплетна периодизација, своите врвни спортисти. Нема да имаат спортски повреди, значи, нема да ги претренираат, секогаш тие ќе бидат соодветно за делот во која тренировачна периодизација се наоѓа спортистот, толку да тие и го оптеретуваат, нели, за да не го преоптеретат, бидејќи, како што кажав, ако вие еден олимписки циклус платите од 4 години, доаѓа до голем замор кај спортистот и вие треба да бидете многу внимателни во тој дел, не сме да направите никаква грешка за да не дојде до некаква спортска повреда или травма која што покасно многу негативно ќе се одрази. Таква травма само да не дојде до промашување во спортските травми, ние како боречки спорт имаме, нели, и контакт спорт, сме треба и тука да внимаваме. Еве Берат Јакупи како еден исклучителен наш, еден од најдобрите наши јуниори, доби 2-3 спортски повреди, операции, еве го сега е отстранет на кратко, на година-две од спортските терени, како ќе биде неговото враќање, не знаеме. Меѓутоа, значи, спортските повреди се многу голем наш овај противник, каде што ние многу мора да внимаваме. Исто така би сакал да потенцирам, многу повреди се јавуваат со оние предни вкрстени лигаменти на коленските зглобови, кои што исто така доаѓаат од да речеме стереотипен начин на тренирање, каде што вие замарате исти мускулни групи почесто, не им давате може да се одморат и тогаш овие делови, нели, доаѓа до нивни руптури или целосни откажување на тие лигаменти и мускулни снопови. Добро, наку се објасни што е тоа, мене ми останува да ти посакам успешна одбрана на докторската дисертација, исто така успех во работата со каратистите на МАК Петрол и на македонската репрезентација и успешно представување на нашата држава широм светот, онаму каде што настапувате, а на крајот за нашите гледачи да кажам дека тоа беше нашата легенда во карате спортот Бошко Заборски.